Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Борек на телевизија Сонце. Јас сум Јанко Илковски, уредник и водител. Вечерва имам особена чест и задоволство повторно да го поздравам мојот драг пријател, долгогодишен соработник, веќе можам да го кажам, а не само гостин, Радан Митровиќ од Скопското астрономско друштво. Радан, добро вечер, добре дојде. Добре веднаш, поздрав за сите гледачи. Вечерва имаме особена тема, прилично интересна и прилично актуелна. Последниот пат дури не беше ни наговестена, може би вие во вашиот научен свет и знаевте нешто, Да. но веста одекна многу медиумски и навистина предизвика огромно внимание. А тоа е првата фотографија на црната дупка. Зошто е оваа фотографија толку значајна? Зошто е оваа вест толку битна и толку пренесувана? Вака, значи црна дупка како феномен е многу експлоатирана во јавност, изличи си да нема човек што не ја знае, дури да не знае што се црни дупки, барем ако нешто еден малку не знае од астрономија, може до 2 или 3 работи што знае, веројатно знае за црна дупка. Сите слики што сме ги гледале до сега, па дури или фотографии или видеа, се тоа значи компјутерски генерирани фотографии, тоа е бољачно нацртани работи. Дали со рака, дали со помош на компјутер, тоа било нацртано. Меѓутоа, за да се фотографира црна дупка, постојат многу предизвици, треба да се направи многу голема наука, со многу нова технологија и конечно дојдовме прилика до таа фаза каде што можевме, каде што наука се фати, да кажеме, во клинч со еден таков зафат. Сега, што е тоа толку проблем? Црните дупки, одно старт да ги разјасним, има три типа. Постојат микроцрно дупки, тие се дупки со големина помали од скоро колку атом, па и помали. И траат многу мало, значи како што стои на префикс микро, тоа исто е за големина, меѓутоа траат и микросекунди или наносекунди, што значи во пракса се неинтересни за општа популација, тоа се више за теоретските физичари. Постојат црни дупки со стеларни маси, значи стеларна маса се подразбира нашето сонце, да кажем, има една стеларна. Ние сме го земали нашето сонце како некоја мерна единица. И нашето сонце има една стеларна маса. Сега, ама нашето сонце далеко од тоа дека сме ние најголеми сонце. Не сме ние најмало, ние сме на некаква фина, некоја златна средина, има многу помали на сонце, ама има многу поголеми. Тие поготово тие поголемите сонца, тие сонца што тежат 10 или 20 па и повише соларни маси, при крај на свој живот, кој е прилично краток, нашето сонце ќе живее околу 10 милиарди години, додека тие сонце што се помасени, тие живеат под милиарда, па дури по 100 милиони години, некои ќе живеат и под 10 милиони години, тие што се екстремно големи звезди. На крајот свој еволутивен тек, значи на крајот свој живот умираат спектакуларно, значи со една силна експлозија која се нарекува супернова или пак дури хипернова, ако е многу голема звезда, а како остаток може да остане црна дупка. И таа црна дупка може да остане. Може да остане неутронска, може да остане џуџе и тоа е зависно од маса. Не, џуџе, нашето сонце ќе остане џуџе. Ќе остане џуџе. Ама без експлозија. Без експлозија. Ама со експлозија, ако се не знам негде од 5 до 8 или 10 беше не се страшно бројка. Стеларни маси? Тоа е неутронска звезда. Над 10 е црна дупка. Црна дупка дефинитивно. Црна дупка, ама тие се црни дупки со стеларни маси. Значи, еве пример, се сеќавате, ја мислам дека ќе вас емисија зборевме за оние гравитацијски бранови што ги откријат. Тамо се судрија две црни дупки, ама тие се дупки со стеларни маси. Една беше со 36, ако не се лажам, друга беше со 29 соларни маси. Пасите, само остаток од таа звезда што експлодирала, имала 30 на соларни маси. Значи, може да мислите какви звезди биле тие. Многу поголема маса отиде Така, во експлозијата на супернова. Да. Сега, значи тоа се работи за црни дупки со соларни маси. Ово што сега го имам снимано, еве сликата тука. Сликата рече? Тоа е така наречена супермасивна црна дупка, или па во нашиот јазик е дозволено да дури можда попрецизно да нарекуваме јама место дупка, затоа што има разлика. Еве што е разлика. Ако оваа маса како што е цврста со стакло, избушиме една дупка со некоја бушалица тука. Да има го кадарот у студио, широк. Да, ќе имаме, еве да кажеме овде како направиме да биде дупка. Значи ќе имате, може да влезете и од оваа страна, може да влезете и од оваа страна. Значи ќе има еден премин буквално. Значи може да ме гледате од таа страна. Значи ако вие станете доле, јас можам да ве гледам од оваа страна. Тоа е дупка. Јама е нешто сосема поинако. Ако замислиме оваа маса да не е како се вика стакло, него замислите дека некоја еластична гумена површина
и во неја ставиме топка. И таа ќе се свитка малце повеќе. И ќе направи како јама, нели? Сушност попрецизно се работи за тоа. Значи во физичкиот смисол, значи дупка не е избушено нешто, значи време простор во кој екзистира, црната дупка не е избушено, него е само свиткано. Бидејќи имаме доволно време, ај малце чисто професоре да ме провериш, бидејќи бев Фала за професор. бидејќи бев на твоите предавања, нели, малце да ме обучите, ако сум разбрал добро. Сонцето додека било која звезда додека работи, она согорува материјал, се пременува водород, хелиум и така натаму, но се потешки и потешки елементи се создаваат. У оној момент кога звезда ќе почне, ќе дојде до железо, таа е мртва. Пиши пропална. Да, пиши пропална. И тогаш она колабира и се создава супернова. Што значи, можам ли ја да предпоставам дека во суштина се работи за железно јадро кое е ултра густо, чија меѓуатомска простор во црната дупка е толку згуснат и е создадена толку силна гравитацијска маса. Знам дека е све ова шпекулација. Не, тоа е точно, не е да. Значи вака, звездава значи прво најелементарен како се вика елемент во Вселена е водород. И од него цела приказна почна. Значи звездава собира водород и нешто малце хелиум и почна да има две сили тука се работи. Таа нагомилана маса што тој гас кој ќе се собере доволно голема маса, притисокот од гравитацијата. Значи сама гравитација стиска концентар. Гравитација е сила која притиска целата материја концентарот. Така и нашата планета, сите да кажеме и оваа шолја, и таму некој си карпа некој остров во Тихиот океан, сите они действуваат и што има маса, има гравитација. Да, значи гравитација, да. Ама поголема, пошто гравитација на земја, маса на земја поголема, гравитација притиска надоле. Така и тој облак огромен од газ кој ќе почне се повише и повише се собира, таа гравитација ќе почне да действува се повише и повише, и оној момент, има еден критичен момент во тоа, кој ќе притисокот во центарот од таа маса, пошто надвор ќе биде да кажеме, 3000 степени. Ама како што идете подлабоко, таа температурата се повише и повише се зголемува. Во едно мало, само 1% од тоа, кај што е пример, од оваа нашата маса нека е Сонце, извинувам, мора да го поместим, немаш ништо центар, ама тука негде, одека е центар. Земја Дед Стар. Дед Стар е многу мала, ама може да послужи, да. Да кажеме, ова е, ама замислите да ова Дед Стар, ова топчето да биде е центарот на една звезда. Центарот на една звезда. Само во него, само во тој центар отпочнуваат нуклеарни реакции. Цепање на атом. Или фузија. Не цепање, цепање е физија. Физија, ова е фузија. Ја стално сакам да ги научам. Добро. Физија е Хирошима и Нагасаки. Добро. Фузија е нуклеарна електрана или сонцето. Значи во центарот 4 водородна атома, тоест протона, се судират и прават хелиум. Ова е многу просто. Тука има некои ланци. И се ослободува огромна енергија. Меѓупроцеси за кои не би сакал да ги замарам. Тоа е некој речен пепел ланац. Ама важно, од еден многу лесен елемент како што е водород, правиме малце потежок хелиум. И тогаш фачки нашето сонце денеска што сие фачки од таа печката каде што се прави водород во хелиум. Сега малце има еден интересен за нашето сонце, таа температура што се направила денес, тек за милион години наши поколенија ќе почувствуваат таа топлина. Додека таа, значи... топлина што ние денеска ја почувствувавме од сонцето е произведена пред милион години во сонцето. Значи толку време и треба да се пробие до површината на сонцето. Затоа што гравитацијата е огромна и тешка и многу време и енергија троши додека да напушти. Тие фотоните имаат многу краток пат и многу кратко време и стално се предаваат од едно место на друго, од едно место на друго и некои си многу чудни цик-цак пат и ќе пуси има некак си тука меѓу центарот и надвор има на конвективна зона, тука доаѓа до мешање на гасови и така натаму. Хелиум, водород. Да, ама пазите, има момент кој ќе заврши хелиум. Замислете сега, ама тоа е за нашето сонце готово. Нашето сонце завршува отприлike со таа приказна. Со хелиум. Со хелиум. Поголемите? И не, нашето кој ќе стане белото џуџе, некој ќе се направи тука белото џуџе, нашиот хелиум ќе се претвори во кислород и јаглерод и тука прилike за белото за нас се завршува приказната. Ама ако се многу масивни звезди, тогаш како оние слоеви во кромит што се. Можете вака да замислите како слоеви во кромит, се почнуваат се поголеми потешки елементи. Значи буквално водород хелиум е усречено пепелта на реакцијата на водород. После тоа под дејството на истата таа сила на гравитација
го пали хелиум да произведува јагрод и кислород, после кога ќе изгори тој, уште поголема гравитација, тоа ќе почне да се сабива звездата и пали се потешки елементи, да иде на натриум, па на магнезиум, па на силициум. И што е најбитно, сите тие реакции се пократки. Да кажеме, ако водород го согоруваме со милијарди години, или милиони, железо, од силициум до железо се работи за денови или недели. Значи, кој ќе почне да направи силициум, овој, како се вика, звезда веќе почне да се поздрава со фамилија, одо ја. Ние можеме ли да го детектираме преку некој процес на тие, не знам, кога некоја звезда е веќе во таа фаза, дали го детектираме преку, не знам, некакви бранови зрачења, испуштања, значи, ние вибрации? Не, значи ние звезда може да видиме само колку е голема и во која фаза од тоа. Се работи на статистичка распределба, математичка распределба, дали ние можеме да видиме старост. Дали ние може. Пример, сега ние знаеме за така наречена многу позната Бетелгес звездата во Орион. Betelgeuse. На англиски се вика Betelgeuse. Тоа е многу сјајна звезда, кај нас е многу специфична по тоа што е црвена, тоа е масивна звезда, пред крајот својот живот и веќе претпоставува по некои предметки дека веќе експлодирала, само што е негде околу 200-300 години светлински од нас, па дури дојде до нас, ама може да не е, па да трае уште некои 1000 или милион години, па да тогаш експлодира. Значи тоа не е некој податок кој ние можеме да го извлечеме онака сега со овој наука, што знаеме што ние можеме, звездата АБВД, ГД, ќе експлодира, да кажеме... Ова ми се свиѓа поетиката, дека таа во моментов може да е експлодирана, ние за 200-300 години ќе го видиме тоа. Да, поготово за Betelgeuse би било интересно да го видиме, затоа што тоа е стварно блиска звезда до нас и ние би имале... Нашите генерации не памтат, последнава супернова што е, мислим дека пред 4 или 5 века, мислим дека било што е видела од Земја. Така, 1500 и некој таа е сликана, видена од Земја. Збориме за голо око. За голо око, така. Мора да ствари да се исправам тука. Се работи за многу мешаме, ама интересна е приказната. Добро. Има една звезда која е приметена 1987 и така наречена како супернова 1987А. И таа има највише документарци за неја. Да. Ама таа е од Јужно небо. Значи таа се гледа од Австралија. Се видела исто со голо око? Со голо око, да. Така, пошто добро. Таа не е од наша галаксија, ама многу блиска до наша галаксија. Значи прва комшик. Знам дека научниците што ја видео детектира и станаа селебритис на сите оние документарни програми, How the Universe Works и слични емисии. И мене интересна приказна која може да биде многу лесна легенда, ама лесно да се поверува. Легенди начално и затоа служат, лесно да верувате во нив. Дека многу луѓе ја виделе, ама сепак еден, не знам тамо, некој си Питер, Џон, бла, не е сега не битно како се вика, не му знам име, ја пријавил. Дека се води како приказната, дека всушност пред него успел да ја види еден друг дечко, кој работел во некоја обсерваторија, а он толку било досадно, што излегол надвор да помала нужда. И гледајќи онака зверејќи се во небото, во така наречен тој голем Магеланов облак, ја видел. Додека стигнал, додека уперил телескоп, додека е потврдил, дека отишол да ја пријави, веќе било пријавено. Така да, ето, како приказна ви кажав, како урбана легенда стои сега, не знам колку е точно. Остатоците од супернова, најголемата експлозија во универзумот која постои, една од најсилните, е остатокот на црна дупка. Но, тоа е со стеларна маса. Со стеларна маса. Се уште збориме за црни дупки со стеларна маса. Но, ова што го гледаме е супермасивна црна дупка која се наоѓа во центар на речиси секоја галаксија. На секоја? Пази, мора да се стави збор речиси, затоа што има некои помалку масивни галаксии каде што не се пронајдени, каде што ама пример. Тоа е прво тезата што се супермасивни црни дупки како настанале? Дали е тоа мрџинг помеѓу? Да, мрџинг помеѓу повеќето. Во раната еволуција на универзум, кога се создавала нашата галаксија Млечен пат, значи како се вика, самите галаксии се така наречени канибали, си ги јадат своите комшии. Значи све во раната еволуција нашата галаксија е стара некои 13 милиони години, така 13 милиарди години. Ама она не била онаква како што ја гледаме сега, нели? Така да си имала некои си помали комшии, помали галаксии, правили, не правили, не е битно. И така како се судирала со нив, тие црни дупки доаѓале до колизија со нив, пошто имат тие тенденција да ако се наоѓаат многу и блиско еден до други, да се спојат
И при тоа спојување ние имаме во нашата галаксија, збориме, значи наша галаксија, уште еднаш да наречам, се нарекува Млечен пат галаксија или на англиски Milky Way. Имаме супермасивна црна јама која е тешка 4 милиона и 100 илјади соларни маси. 4 милиона сонца збиени Во една многу мал простор. Тоа е нашата галаксија. Тоа е нашата галаксија. Така. Ова овдека ту дупка што гледаме, ова да. сликата што гледаме не е од нашата галаксија. Иако Така. ми верувате ми, ја долго време ми требаше да се свагам дека тоа не е, дека они ствари не сликале нашата, него дека сликале друга, која е далеку од нас далеку 53 или беше или 55, ајде да кажеме 55 милиона светлински години. Значи светлината што гледаме денеска ова фотографија што е направена е светлината од таму таа што ја гледаме излезе напред 55 милиони години. Значи, професоре, дај ми широк кадар режија. Ако нашата галаксија, бидејќи генерално таа изгледа како ломпле и плочка. Баш така. И ние се ротираме околу една рамнина. Нагоре, надоле не сме многу Баш така, во како оваа релативност. маса, може да се доноси. И во средина на нашата галаксија стои црна дупка. Супермасивна црна дупка. Бидејќи ние негде сме на Ние периферијата. сме овдека. Ние сме тука. Добро. Како и да е, измеѓу нас и црната дупка има многу звезди, материјал, маглини Како и не, така натаму, што значи просто е невозможно да ја видиме убаво. Затоа ли е причината зошто гледаме во други галаксии да видиме црна дупка, затоа што нашата не можеме да ја приметиме Пазите, убаво? ние ни оваа не ја гледаме во видлива светлина. Затоа што баш заради тоа, Ќе објасниме тоа како. Значи вака, ја вас ве гледам. Зошто? Еве, добро, предпоставувам зошто не ја гледаме нашата, затоа што кога гледаш имаш многу препреки до ова. Да. Овдека е. Но зошто не Андромеда? Зошто не некоја поблиска галаксија? Дали е ова во најповолен агул за да можеме да ја И детектираме? тоа, и тоа. Например, ако ние сме овде на оваа рамнина, а таа галаксија би ни дошла некако, да речеме вака убаво над нас, можеме да и го гледаме центарот. Дали е тоа во прашање? Значи, одно да разјасниме, значи гледањето не е исто во сите бранови должини. Значи, вие и нас гледачите не гледат во така наречен видлив дел од спектрот. Тоа е многу мал дел од она што светлината може да го даде. Значи, значи вака, од радиобранови до гама бранови имаме значи радиобранови, микробранови, па онда имаме инфрацрвени, па онда иде видлив спектар, па после тоа иде ултравилетов, па онда иде X зраци, они што не сликат, кои ќе не дај Боже некој. И тоа само апарати може да го детектираат, но ама не и нашите голо. очи гледат само низ еден многу тенок дел. Сега, научниците го користат тоа. Ако ја не гледам нешто со око, има светлина која проаѓа низ тие прашини молекули до центарот од нашата галаксија и таа светлина се нарекува и инфрацрвена светлина и радиобрана. И они користат така наречени радиоантени. Значи, не се телескопиве со огледала или со лечи, него се оние како оние сателитски чини, сигурно сте ги виделе, како се вика, и дури по згради ги има, само многу поголеми, нели, во диаметар. И тие се радиобранови. И ова фотографија е направена со тие радиобранови, па после тие радиобранови се како со тие логаритми се пренесени да можеме ние да ја видиме, префачки се претворени ова. Тоа не е никаква шпекулација да одма да кажеме, тоа не е нешто прецртано или ај сега нешто сме виделе, него е буквално логаритм. Тоа е исто буквално јас ако вас сликам сега се гледаме во како се вика во видлива светлина, кога дојде само камерман некој си со инфрацрвена, ќе не видите, исто сме тоа ние, само што ќе имаме место вакви бои, ќе имаме малце чудни бои. Така да само за тоа се работи. И после тој алгоритам ако пренаспособиме, ќе кажеме ај сега тие чудни бои направи ги во нормални бои и опак ќе бидеме нормални. Така да тоа многу е битно во науката да не лажират информацијата. Значи информација што е таму да е таа вистинска информација, тој фотон што паднал таму да е тој вистински фотон, да не додавате или да не одземате нешто што вас не ви се допадне. Значи, ова што го гледаме, ова се реално снимени, детектирани фотони. Со радиофреквенција. Со Од радиофреквенција. 1,3 милиметри или сантиметри. Ама мислам дека бе И милиметри. сега, овој процес, не е ова, го ставаш на телескопот, канонот, штрак и готова работа. Ова се работи за радиоантени. Ова се работи, прво, траело, колку што разбрав, многу долго, со години. Со години е подготовка, ама само снимањето траело по недела дена. Значи, Ај објасни малце зошто со години, што се подготвувало и како траело снимањето. Сега ќе ви кажам, значи вака. И зошто е одлучено
Баш Баш ова. да. Ај прво да разјасниме. Стварно ма се звучи парадоксално, имате супермасивни јами во нашата галаксија, имате во Андромеда која е 2 милиона и нешто 2,5 милиона светлосни години. И сега вас ќе сликаме 55 милиони години. Чисто за публика да кажеме, значи пошто ви кажав 55 милиони светлината патува до нас. Значи светлината кога напуштила оваа галаксија М87, каде што е сликана на планета Земја, првите примати се појавуваат. Тоа се предците наши. Значи првите примати се појавуваат на планета Земја. Значи они нешто што би нарекли на мајмунче. Уште не е формирано мајмунче, ама они најпримитивните мајмунче. Сега, зашто е избрана оваа галаксија? Затоа што е оваа галаксија, така наречена галаксија од елиптичен вид, која е многу поголема од нашата галаксија. Како се вика галаксијата? М87. М87. Ја ќе илустрирам додека вие објаснувате. М87. Можете само искролај тука ќе видиш, ќе ти е пока. Еш малку се врати. Ете. Ова е галаксија? Вака, остави ја сликата, беше многу репрезентативна. Океј. Значи, само уште една, да. М87, тоа е значи галаксија. На кирилица нече. Нече, не. Ево, добро, само. Значи, може да ставиш на имиджес. Можеш. Ја би сакал да третава ако може. Значи, вака изгледа галаксијата. Значи генерално вака изгледа галаксијата. Да. Ово е само дел, ово е само централниот дел. Гледате овој како млаз да излегува. Добро. Ово е млаз кој е виден во видлива светлина и тој излегува од таа супермасивна црна дупка. Ама е видлив во видљава светлина. А каде е галаксијата? Сето што гледате. Вие сте внатре веќе во галаксијата. Иначе еве тука да кажеме, еве тука галаксијата, еве како изгледа галаксија. Ова како изгледа галаксија? Ова само тоа центарот да кажем, само тој центар. Ова е галаксијата, центарот, оваа точка. Да. Дај го компјутерот, да. Оваа точка белова е целата галаксија која ние ја наблюдуваме. И оваа мрља бела тоа е, значи има ние во нејзе гледаме уште една околу стотина наши галаксии се згужвани внатре. Стотина наши млечни патеви се згужвани внатре. Во галаксијата или во црната дупка? Во галаксија. Во галаксијава. Значи, самата црна дупка тежи 6,5, пазите сега, милиарди нашите сонца. Таа големина всушност беше еден од главните причини за да ја снимаме таа црна дупка, заради тоа што околу неа, после ќе објасниме што е тоа акрецијски диск, се формира тој акрецијски диск со толкава огромна големина што ние би можеле теоретски да го видиме. Пошто таа толку далеку и таа е толку мала, постои, значи направиле научниците пресметка, тоа е екзактна математика. Направиле дека ние треба да направиме, за да видиме таа црна дупка, треба да направиме телескоп голем колку планета Земја. Така. Нормално е, секој нормален човек. Тоа го разбрав, така. Секој нормален човек би кажал, чекај, и да направите такво нешто, ќе се скрши. Ти ми рече прошлиот пат дека нам не треба колку цел континент за да можеме да на месечината човек на месечина да видиме треба колку цел континент. Да биде. Постои математика. Тоа е екзактна математика, тоа е буквално пропорционално. Што више зголемуваш, како се вика, што више го намалуваш објект што сакаш да го наблюдуваш, на одредена правилна должина, толку треба поголемо огледало, толку треба ти биде поголемо. И сега нормално научници морале да најдат некој си шорткат, малце да заобиđат правилно и сега кажат, окей, ама ние можеме да спрегнеме, да кажеме ќе ставиме тука еден телескоп, радиотелескоп, тука ќе ставиме еден радиотелескоп и таму ќе ставиме и сите тие радиотелескопи со помош на речената таа интерферометрија ќе ги споиме во еден виртуелен телескоп. Значи овој ќе мери и овој ќе мери, ќе снима, ама ако ги повежете, многу е тоа битно, во многу прецизно време и да ги синхронизирате како работат и како примат светлина, тие ќе симулират како да една чинија го прави тоа. И тоа е виртуелен телескоп, тоа не е вистински телескоп, значи никој не направил со 20 или 30 000 километри. Но софтверски е, буквално излажана е светлината дека имаме оволкав телескоп. Кои сие фачки податоците ги собираме како да ги собираме чинија. Нормално. Многу повише информација би имале ако би имале сета ова да биде полно со телескопи, ама ако ти добиваш затоа и сликата не е толку џамче, нели? Кога би имале стварно толкав, ние би имале многу појасна во повисока резолуција. Кога ова планета Земја, да кажем, се замисли овие три телескопа да ги изнесеме и да биде цел сончев систем овие три антени.
Тогаш би били можели да направиме и видео од оваа галаксија. Вау. Ама тоа ќе Значи тоа е еднината на тоа е астрономијата. еднината. Предпоставувам дека Тоа е еднината. 10 хабли пуштени во Тоа е за нашиот оптика. сончев Тоа е, пази, пак се ќе извинувам. тоа е оптика. Кеплери. Ова е радиобранови. Ова се радиобранови. Кеплер. Да, ама има и оптички телескопи кои работат на интерферометрија, мислам дека беа во таа Текама Чиле, мислам дека Кек беше, ако не се лашам, кои работи оптичка интерферометрија. Значи неколку телескопи кои се здружуваат. Кој е најголем оптички телескоп генерално на планетава? Ја мислам дека некаде околу 10 метра тие што се. Не се сеќавам тачно. Околу 10 метра. Тоа е Хаваи, тоа е... Да, ама сега се прават, сега едат големи. Има еден што го нарекуваат Јужна Америка. extremely large, многу голем телескоп. Многу голем телескоп ќе. Да, оние огледала што ги полираат огромни, што ги носат со камиони со месец дена. Се више не прават од едно гледало, прават сегментни како саќе. Како саќе на кај пчелите, така ги прават буквално шестоаголници и онда ги со компјутери ги фачки балансираат за да дават фокус во една точка. И тоа е многу нова технологија и со тоа може да правите огледала колку имаш пари. Добро. Се враќаме на ова, значи затоа што е супермасивна галаксија, супермасивна црна дупка која емитува, бидејќи ако ве разбрав добро, постојат црни дупки кои не се активни и не можеш да ги видиш. Во одреден момент кога доаѓа материја околу нив, се случува таа дисторзија на светлина и на материја која или збориме ова чисто она што го гледаме. Ова што го гледаме на фотографијата е дисторзија на... Тука, да, предпоставено на YouTube или ај како. Еве го има. Тоа ова е фотографија. Ова е дисторзија на светлина која доаѓа од позади е дисторзирана или материја која паѓа во црната дупка. Таа не се гледа. Па се случува овој изблик нејзин. Бидејќи нели ти ми покажавте дека она изфрла диск на материја. Се гледат малку тие изливи се гледат како на сликата се гледат како страна се гледат фатени се тој радиоспектар. Ја би се навратил за да може да почнеме сега на сликата со оној човек што беше тука со на црна топка и бел папир. Океј. Ако може само врати се. Момент. На следниот линк. Тука сме. Добро. Значи вака. Да го пуштам видеото? Не мора. Ја би сакал да биде сликава доволно. Вие контролирајте го. Може само маусот да може да дојде, значи маусот го гледа така публика, така? Да. Значи вака, ова овде топка симулира така наречена таа црна дупка, значи црна дупка не е рамна површина, се работи за сфера. Значи таа е тродимензионален објект. Од сегдев пива светлина, меѓутоа во случај на црните дупки кои како што се овие така наречени супермасни црни дупки, тие материјата што проаѓа или гас или можда голтлан некој објект или па дури звезди може да проголтат цели, собира така наречена материја околу нив и ја прави таа материја да биде баш овака како што е оваа маса, како полачинка што вие кажавте. И тие кружи, таа е веќе дводимензионална. Значи имате топка, црна дупка е како топка во средина, а оваа материја кружи околу оваа топка по така наречена како се вика во две димензии. И тоа многу димензии, не во три. Зошто во две? Зошто се собира, зошто не создаде сфера околу нега? Веројатно се работи ја мислам, ја претпоставам дека се работи со центрипетална сила, исто се случува и со наша. Бидејќи таа ротира. Да, исто се случува на наша галаксија. Наша галаксија исто полачинка. Значи, сончев систем исто е полачинка. Значи, софтверот кој го развива за филмот Интерстелар, научниците рекоа дека многу им користел и бил многу прецизен во презентирање. Да, сега ќе го видиме, но свој модел тоа ќе го покажеме. Така, повели? Значи, имаме црна дупка и имаме сега. Ајнштајн морам да спомнам дека јако може слободно да се каже како родоначалник на црните дупки фактички може да се каже дека Ајнштајн, иако тој Кутијов умрел без да со еден голем сомнеш дека вакви објекти постојат. Да, значи, он умрел дека е просто неверојатно дека вакви објекти. Значи он ја дал својата така наречена генерална теорија на релативноста и сега има исто многу интересна приказна која кршат едноставно теоријата. Да, има интересна приказна каде што еден човек кој се вика Карл Шварцшилд, кој бил војник на руски фронт во Прва светска војна, ја добива пресметката од Ајнштајн. И на самата во ров, сега така кружи легендата, ја не сум го видела, ама така кружи легендата, приказната е секогаш интересна.
дека во РОВ ја извел фактички првата пресметка за црна дупка. И он дури, мислим дека постои еден друг човек, сега го заборав во момент, кој фактички он не самиот Карл Шварцшилд, кој дава први фактички математички карактеристики дека постојат такви објекти. Ако постојат такви објекти, таков објект мора да биде таков, и околу него треба да биде такво и такво, се буквално на папир опишува целиот феномен. Чиста математика. Чиста математика, далеко тоа. Тек 1964 година добиваме прва практична потврда за така наречена Cygnus X1 звездата околу која се претпоставува дека постои црна дупка. Сега. Значи, буквално тоа е баш, ако не се лажам, чак иста година кога ја умрел Ајнштајн. Така да Ајнштајн умира со, може да се каже, со негирање на постоење на црни дупки. И сега, што се предвидува? Значи, имате, ова црна дупка има свој радиус. Да кажеме некоја единица. Единица на нешто, не 1 метар, нека не е битно, ама важно да е единица. Радиус е единица. Негде околу 3 радиуса од ова почнува така наречени акрецијски диск на црната дупка. Сега збориме за така наречени неротирачки црни дупки, затоа што ротирачки ги комплицираат математиката доста бога и тука мислим дека и јас ќе судувам гледачите со нас заедно. Тогаш ќе имаме проблем да детектираме што е површина, а што е... Не, тука веќе математиката е многу комплицирана. Сега. Значи, неротирачка црна дупка. Се работи за неротирачка. Значи, но материјата ротира околу неа. Да, боме. 3 радиуса околу неа почнува така наречен акрецијски диск. И акрецијски диск е материја која е страотно забрзана. Толку е брза што речиси идат со многу близко до брзина на светлина. Може да 80-90% брзина на светлина. Значи брзина на светлина е 300.000 км во секунда, а ова е материја која се движи скоро со таа брзина. И заради тоа што таа материја се движи со таа брзина, таа многу зрачи. Емитува фотони. Да, боме. Кој ќе забрзате некоја материја, фактички зголемате температурата нормално предизвикува инфрацрвени, радио, сите спектри. Во овој случај буквално се мери од Х зраци па натаму до радио зраци. Иначе материјата околу црната дупка најверојатно се остатоци од планети, од звезди, астероиди и така натаму. Што е да е. Може само звезда. Како го рековте тој диск, акрецијски диск. Акрецијски диск. Или забрзувачки некој наш брзината на вртењето не му дозволува го обстанува да не падне во дупката, зошто црната паѓа, работи, значи буквално може, значи се додека е до овде, до оваа линија, е во нашиот универзум и ние можеме да знаеме за неја. Оној момент кој ќе помине оваа линија, готово е. Тоа е event horizon или ова е event horizon тука. Значи, ова више што ќе помине оваа линија, материја почнува да паѓа, така вика Карл Шварцшилд. Готово е. Тогаш веќе ништо познато. Сега. Мислам, престанува да биде она што ние го знаеме како материја и енергија. Тогаш добива нешто сосема друго. Значи, што не знаеме, само шпекулација и... Многу близко до... пазите, со брзина светлина можете да постоите и тука, ама близко до брзина светлина сте тука. Многу близко. И онда почна материја брзо исчезнува, паѓа од црна дупка и више за нашиот универзум више ништо не знаеме. Значи, брзините таму се поголеми од 300.000 км во секунда и затоа ништо не можеме да видиме. Во црната дупка, Што значи фотон не може да избега од таа гравитација. Сега, фотон... Али таму има некое движење кое е побрзо од светлината? Да, во самата црна дупка, да. Значи, што имате сила која привлекува нешто што се движи дури побрзо од брзината светлина, значи има сила која се движи побрзо од светлина. Што значи се руши основниот, примарниот Ајнштајнов закон дека не постои ништо во универзумот побрзо од брзината на светлината. Има многу работи кои се побрзо од брзината светлина. Ама не се нарушува. Ширењето на универзумот е самиот, да, имат и други работи. За вакуум се збори, значи имаат и други работи. Сега, малце само да видим да премотам тука, кој ќе дојде. Мислим дека се работи, еве го тука негде. Еве го. Значи, материјата, како што се протони и електрони, они може да... Пушти го нека илустрира Не, баш намерно нечем, затоа што мислим дека се поинтересни фотографиите за да се објасни принцип. Значи, материја, освен фотоните, значи за цела друга материја, освен за фотоните, тие паѓаат и директно од црна дупка. Фотоните, пошто се движат со брзина светлина, тие можат да дојдат до овде. Тоа е до прилike 1,5 радиуси од црната дупка и тие формираат така наречена сферата од фотони. Така наречена фотонска сфера околу самата црна дупка постои така наречена селенска
како се вика, Добро. тоа е сферата од фотони. Добро. И сега, меѓутоа, сега тука мора малце да пуштите да се визуализира. Ако јас вас ве гледам од позади, ја го гледам оној тилот, ако е ваша глава црна јама, ви толку го закривувате простор околу вас, што јас светлината што ви доаѓа од вас, јас ви го гледам во исто време и тилот и лицето. Дај, мислам дека имам една илустрација да ја видам. Само да видам дали еве за ова работи. За ова се работи. Значи, гледате, светлината што доаѓа од ваму, ја можам да ја видам и дури и оваа светлина. Гледате. Дури и оваа светлина можам да ја видам. Така, во исто време. Во исто време. Значи можам буквално гледајќи ве во лицето да ви видам вашиот задниот дел. Со тоа што би бил нормално дисторзиран, не би било онака, него би било онака искривено, како некој леќа да ви ја криви сликата. Така. Сега, и заради тоа што ви имате еден топка со еден R радиус и кога целиот круг ќе се искриви, ќе се дисторзира, значи ви гледате од позади топката ја гледате, вие едноставно почнувате да гледате оваква слика, еве го тоа. Ајде, оп. Само че, ево, со оваа топка многу се фино објаснува. Еве топката, да кажем. Овака би била топка, вие би гледале оваа топка, пошто е нели шарена, ама погледате, вие гледате и од овдека наваму е оној другиот дел од топката што вие не би требало да гледате. Дај со прстот слободно покажи, имам и камера која ти покажува. Значи, само час да видим. Од овде до овде е топката. Да, боме. Од овде до овде е топката. Ова позади е задниот дел кој во исто време го гледаме како дисторзиран. Дисторзирана слика, да, еве. Еве топката. Добро. Пушти го видеото да го видиме како ќе го покажа. Значи гледа, ова е топката и сега пошто е дисторзија на сликата, вие гледате од позади топката ја гледате целата. Так. И гледате топката се зголемува. Така. Топката се зголемува на точно предвиден некаков си радиус кој тоа е 2,6 R од ова. И гледате, еве сега ќе го постави тоа. Добро. Сега ќе постави и вие фачки се може малце. Малце може. Остај. Значи ќе видиме ово е фачки подготовка за сликата што ќе ја видиме што е сликале овие во М87. Значи ние гледаме севкупната то црнилото внатре што гледаме, така. Ние не гледаме црна дупка, него гледаме сенката од црна дупка. Пазите, зашто кажуваме тоа? И вие и јас носиме црни работи, ама тоа не е толку црно, затоа што светлината што доаѓа од рефлектори, доаѓа до нас, тоа се рефлектира и онда луѓето не гледат така. Ако е човек до нас не гледа со око, ако е дома не гледа со камера. Еве го тоа. Опс. Пред него што почнеме мора да го вратам малце. Еве го. Ајде малце. Еве. Значи, еве е сликата, фачки ние што ние што црната дупка во суштина реално е ова. А ние го гледаме ова затоа што ја гледаме севкупната светлина. Значи онаа топката што беше во центар што беше, тоа е црната дупка, ама заради што она искривува простор околу себе, она дава лажна слика. Но реално ова би било вака како што е ова овдека, така? Ова е направено дента пред што да се објави фотографијата. Што е ова? Ова е фачки она што предвидува научниците дека ќе видиме ако сите наши теории, Ајнштајнова теорија, сите тие математики што имаше позади неа, се тачни вакво нешто треба да видиме. Би требало да даде нешто вака. Добро. И точно отприлике тоа ги добивме. Така е. Така е, да. Сетј некој ќе каже па да, може да сте наштува. Не, наука не штелува. Наука само сака да ги потврди своите мерења. Или да ги демонтира. Или боле речено. Сега, вие пример сте 1,60 м, сега 1,70 м висок. А тоа е екзактна мерка. Ние можеме да стоиме вдека десеторици да се изиграваме научно така што ќе играме лото, колку е висок Јанко, така? Меѓутоа доволно се најде некој еден помет нас да каже окей, Јанко стои таму, ако до оваа точка ја поднесем конецот до таму, ако поднесем конецот до нозет, до глава, измерим агол, ја можам да кажем дека Јанко е висок 1723 мм. Точно, и тоа е научник. А ние што дека фрламе 1,65 м, 1,72 м, тоа спекулираме. Сега, ова, значи ние во наука тоа сака. Ние имавме дека Јанко е 1723 мм се збори голем и сега сакаме да измериме. Значи помалку нашиот модел со тие агли ова све сме дошли и сега некој ајде да видиме Јанко стане на зид метро и мериме. Така и ова е. И тоа е тоа.
Значи само сакаме да потврдиме принципите кои стоја позади физиката и математиката која имавме, ја измеривме и покажавме дека сосема точно. Или што би рекли, уште еднаш е потврдена теорија на нашите. Ќе направиме сега кратка пауза, а по паузата ќе продолжиме со објаснување и со дообјаснување на фотографијата и што гледаме на фотографијата. Да, Само кратка пауза. Да, може, ајде ќе наставиме. Може само ќе Одиме. малку до вас сликата долу. Продолжуваме со разговорот со господинот Радан Митровиќ од Скопското астрономско друштво, кој во првиве 60 на минути скоро убаво ни објасни околу што е црна дупка, како е снимано и што све видовме. Да, може само да објасниме оној модел и да завршиме со црна дупка, после да идеме до... Добро, ајде за моделот само да маусот објасниме. ако може да го добијам. Изволте, маус. Многу ми од наши гледачи Друже, Тито, предаjem ти штафету мауса. Благодарам, мој лудинец. Како се вика, многу ми од нас сме го гледале, нели, Интерстелар и таму видовме, нели, моделот на како беше. Тоа беше компјутерски, значи нацртана слика, генерирана слика. И еве сега овде кај човек објаснува како, значи, ова црна дупка што ние сме снимиле, тоеш малку пред видовме фотографија, таа е снимена среќа, значи, што е таа со лицето окрената према нас. Значи, ние речиси целиот круг го гледавме. Меѓутоа тоа не значи дека така е за од сите страни. Тој акретски диск може да биде таа палачинка. Таа палачинка го гледаме целиот круг, таа палачинка може да гледаме од профилот да биде линија. Еве вака, ако ја гледаме оваа палачинка ќе биде линија. Сега. Сатурн која го гледаме стално ни е прстенот или ни се мрда прстенот? Се мрда на некои 12, мислам дека години се прави да биде точно само една цртичка. Една црта, а после го гледаме како ореол. Има мислам дека еден или два дена, толку е тенок што не може да го видите со обични телескопи, со обични телескопи. Продолжи. И сега еве да кажеме, значи ако го гледаме од профил, ако го гледаме од профил, еве да кажеме, сега ќе видите как пошто оној последниот задниот дел од овој акретски диск, буквално пошто е целиот простор закривен, буквално како да рече, еве го. Гледате. Тој простор вие го гледате и ако е од позади, вие ги гледате тие фотони ви доаѓаат вака. И сега тој е од горниот дел и сега ќе видите и долниот дел. И тоа е онаа сликата од Интерстелар црна дупка што видов. Сега мислам дека овде ќе ја прикажат, чека да не чека. Еве Интерстелар од филмот. Да. Еве, значи дури тие пошто во филмот учествува тој Кип Торн што е за Gravity, за LIGO проект и он беше за Значи научници беа вклучени во филмот во генерирање, а овој софтвер кој го искористија за филмот денеска го користат научници за симулации, пресметки, математички за не знам, мислам дека се прави други софтвери. Повели? Ама овдека многу убаво еве се гледа, еве оваа фотонска сфера, значи еве фотонска сфера, еве самата сенката од црна дупка и еве тој акретски диск кој до таа мера закривен во простор. И ако е дводимензионален, ние го гледаме како тродимензионален. И пак да се навратиме на нашата црна дупка, затоа што мислим дека целата приказна иде од таму. Еве нашата црна дупка. Сега тука треба да се забележи уште еден феномен. Гледате дека овде овој дел што го гледате многу сјаен, а овој друга половина е каде послаб. И тоа е исто предвидено со теоријата, значи овој газ што доаѓа тука е гасот што ни доаѓа на кај нас и заради тоа светлината е збиена. Ја се бојачено вака ќе направиме, тоа се вика red shift или црвено поместување. Ние тоа во секојдневен Јас знам што е, али објасни за гледачи. Во секојдневен живот, поготово оние што гледаат Формула 1, многу лесно го забележуваат преку акустичен феномен. И тоа е онај звук кога гледате Формула 1, кога звукот што доаѓа према вас е сабиен, ви слушате пониски тонови, а звукот што иде од вас, вие гледате. Затоа е он. Да. Така. Тој дел. Сега, овој дел е ето. Само што е нормално, сега го кажам. Режија не ни го покажа, за жал. Режија. Ај сега ти Добро, певај ти има. Ја ќе певам, певај. Значи, ако би било според звучно, ова би било а ова би било Значи, светлината иде накај нас, ова иде натаму и затоа овој диск се гледа вака. А пошто се релативистички брзини, сега пазите, ово е големо, поголемо од нашиот сончев систем, мислим дека беше од овде. Ова? Не, овој дел, само овој црниот дел.
Само црниот дел само црниот дел е колку целиот сончев и систем. поголем. Една астрономска единица. Не, од земја до сонце астрономска. Астрономска единица. До вамо 40. 40. Од овдека до вамо има 40-50 астрономски единици. И сега толку е брз газ што за 2 сата го обиколува. Значи, мисли колку е. Чекај, тоа е брзина поголема од светлина. Скоро. Не може да биде поголем. Не може да биде поголем. Значи, ние до Плутон имаме 4 сата, 4 сата светлински. 4 или 5 беше до Плутон. А за 2 сата да окружи светлината? 2 дена, пардон, ја 2 сата. 2 сата рековте. Да, 2 дена. А за 2 дена. Добро, добро. Сакав да прашам што се случува. Но, еве една друга работа да кажеме. Не, во суштина остануваме должни дека и македонци учествуваа во овој процес. Еднина Македонец. Се работи за Алекс Поп Стефанија, режија ве молам, во кадар, компјутерот. Ексклузивно интервју објавено на Офнет. Алекс Поп Стефанија е македонецот кој ја сликаше црната дупка, вака се малце побомбастично. Иначе е човекот кој работеше у тимот во изработката на софтверот. Да. И Илија Дуковски го направи овој интервју, Трендо на неговиот портал го објави. Најпрво дозволете да ви честитам. Неверојатно откритие. Денес слушнавме за вашиот тим. Event Horizon Телескоп направил успешна фотографија на црната дупка прв пат во историја. Можете ли да ни кажете што е црна дупка, каков е хоризонтот на црна дупка, е регион во Вселената, доминира, кога почна проектот, април 2017, 2018 и обете траја по 5 дена. Да, две порции ги снимале, две порции се снимани по 5 дена и како се вика се снимани се нашата црна дупка која се наречува тука го пише Сагитариус А звездичка. Ова така се нарекува нашата Сагитариус А звездичка и супермасна црна дупка еве. Ова е интересно видео да го пуштите. Ова е многу интересно видео да го пуштите. Ево второто од 18 секунди. Ова не е цртеж, ова не е слика, ова е сефачки анимација на тоа како се снимани звезди виз неколку години. Гледате, ова е центарот на млечниот пат. Да, сега, гледате звезди. Кажи ме, пофалиме нешто, браво, Чичко Јанко си научи. Ова е прв пат како е детектирана црната дупка во нашиот... Гледате, само да се разјасним, гледате, Лев 92 и 10 години е, како се вика, 10 светлински години, 10 светлински години е кадарот. Кадарот е 10 светлински години. И гледате со која брзина звездите се движат околу нешто што вие не го гледате. Не го гледаме, погледнете. Зато ние знаем, гледате. 93-та, 95-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, 10-та, 2000. Кршчево, таму кај што е Кршчево, таму се наоѓа нашата супермасна црна јама. Така. И они се вртат околу неа. Околу неа, во сите димензии, нормално, пазите, ово не е дводимензионално, се работи за тродимензионално. Значи, за некој си 10 на 15 години колку е снимано, не знам тачно колку беше тука, мислам дека беше околу 16, ова е некое во рамките на така наречено ова е рентгенско, ако не се лажам. Не, ова се правени во инфрацрвени, мислам дека. Во инфрацрвени, после се префрлени во видливи и така натаму, али се висински снимки. Значи, овие позиции се наречени и овие звезди се висински звезди. Претпоставуваме дека и во М87 нешто слично се случува? Апсолутно, да. Апсолутно, да. Сигурен сум дека е така. Но е многу подалеку за да ги детектираме околните. Да, не можеме да. Зошто е ова значајно? Што видовме ние, значи, се она што беше теорија, сега на некој начин ни се потврди у пракса и што дополнително знаеме сега? Значи, прво, ги потврдуваме дека нашите математички и физички модели се точно. Така. Прво, тоа е една од најголемите и сега останува понатаму да тие, како се вика, ово не застанува проектот, сега се работи на многу попрецизна слика. Еве овдека убаво да видите, драги мои, додека Радан ви говори, да видите нели, црната дупка, да ја видите и галаксијата, и зумирањето, повели Радан? Се работи, овдека е фино прикажано колку е она мала. Се работи за неколку микроаглови секунди. Сега ќе кажете што е тоа аглова секунда. Замислите се, оваа маса има 360 степени. Значи тоа е, да кажеме, овдека, ова мој прст, да кажеме, означува 1 степен, да кажеме. Дај кадар во студио. Значи мој прст означува, да кажеме, 360 прсти може да наредиме. Широк кадар? Околу. Тоа е само 1 степен.
Ако ово е еден степен, поделите на 60 дела, добиете еден аглов минут. Па ако тој меден, значи тоа е шестинка од мој прст. Па после, ако таа шестинка поделите на 60 дела, добивате аглова секунда. Па таа шестинка од шестинка поделите на 1000 дела, добивате 40 такви дела. 40.000 делови од шестинка од шестинка. Во толку тесен простор е направена фотографијата. Да, бо. За да снимате толкав мал простор ви треба телескоп колку планета Земја. И затоа се користени 3 телескопа, 8. 8 телескопа, 8 телескопи на 6 континенти. По 5 дена држеле отворено, фокусирано кон тоа. Да, бо. Еве да го видиме ние додека го збори. Значи, математичките модели се потпуно докажани, се докажани и значи сето тоа она што мислиме дека би било сега. Веројатно треба да се добие уште подобра фотографија. Ова веќе анимација од податоците. Значи ова не е фотографија, ова веќе анимација од податоците и еве го тој джетот малку што го видовте, тој малку што ви го покажав на вистинска слика, сега тука е прикажен во анимацијата. Како и да е едноставно навистина голем потврд во наука, останува се уште да се работи, да се направат уште подобри фотографии од другите галаксии кои се поблиску до нас. Има тука на еден, дали беше на на друго видео, имаше представени како и снимката и од нашата, меѓутоа мислам дека не е толку добро доработена како што треба, пошто наша е помала, ама ни е поблиску, па така би изгледала поголем. Така да мислам дека ќе направат за таму. Така. Што со ова? Останува да се иде понатаке, да се направат подобри фотографии, да се направат подобри модели. А сега некој ќе каже, па да, од ово нема подобро јадење на маса, нели? Ама наука не функционира така. Луѓе во кога Ајнштајн ја измислил како се вика неговата теорија, сите мислеле да, окей, ама само погледате вие денеска, сите имаме GPS телефони у џеп. GPS работи на теорија на Ајнштајн. Значи не можеме ни да сватиме авионите да боме, кој ќе одите кај пријатели да збориме за квантната и компјутерите и процесорите кои веќе работат на квантна физика. Работат на квантна физика, процесори работат на наречени квантни модели на физика. Така да, луѓе ова е добро. 3D моделирање во триоски. Да, ама тоа би се вртел. Само замислите да сте како се вика, малце наназад, малку наназад сам. Тука. Замислите вака слика да беше. Тоа ќе да бевме од тој агол да гледавме црна дупка. Од овој агол, така. Ќе беше многу поинтересно. Ама добро е вака. За да детектираме, да видиме и да фотографираме црна дупка, прво е потребно некакво делување околу незе, на некакви објекти, активност, да. И да има некаква материја која се така. Бидејќи не секоја дупка има активност околу незе. Супермасени би требале да има. Супермасени во принцип би требало, се зависи оние што се така наречени активни галаксии имаат многу поголем тој аксиски диск. И тие така што ги нарекуваат квазари, како се вика, добро, и квазари. Квазарот што е разликата помеѓу ова? Квазарот е нешто што испушта големи џетови, многу помасени него. Уште помасивни. Многу, редна големина милијарди пати. Значи, ви имате галаксија, како ова што беше што сме сликале, на само 50 или 5 милиона години, ја гледам галаксија која е 10 милијарди години далеко од мене. Значи, тоа мора се гледа како звездичка и квазар, превод, тој е акроним кој значи квазистелар објект. Да, бидејќи тој квазистелар објект, радио сорс, така нешто беше. Да, бидејќи ги лажно звездани објект. Вие гледате нешто како звезда, а не. И онда измерите далечина и гледате дека тоа не може да биде звезда. Значи, вие гледате звезди што се во наш млечен пат. А гледате нешто што е 10 милијарди години. Велат најблескав објект во универзумот воопшто, квазарот. Квазари и базари се исто, само што насоката на гледање квазари и блазар. Блазари. Прв пат слушам за блазар. Тие се само различни насоки. Како пример неутронска звезда и пулсар. И пулсар е исто што и неутронска звезда, само што ако пулсот доаѓа до нас, ние го мериме како пулс, данг, ние го нарекуваме пулсар. А и тоа е неутронска звезда. А ние гледаме некои неутронски звезди, ама не ги фаќаме тие пулсови, така не ги гледаме дека се пулсари. И затоа ги нарекуваме неутрон. Неутронски звезди. Значи сите пулсари се неутронски звезди. Кажи ми вака, бидејќи во црната дупка материјата колабира, бидејќи гравитацијата е поголема
од брзината на бексото кој изнесува 300.000 км на секунда и затоа не гледаме и не може да побегне никаква материја од неја. Дали по тебе теоријата што вели, теоријата и што говорат на предавањето што го имавте за црни дупки беше многу посетено. Дали постои реално црна дупка како објект кој има површина, ако јас сум во некакво заштитно дело, дали ќе стигнам на површина? Или тоа е колапс на материја до бесконечност? Колапс на материја до бесконечност. Значи таму материја е толку госта, зошто тогаш го нарекуваме објект? Ама тоа е натре во. Не разбирам. Вака, црна дупка се дефинира со два параметри. Тоа е сингуларитет и како се вика и хоризонтно настане. Сингуларитет не го гледаме, тој се наоѓа натре во црната дупка и представува тоа што го кажувате вие. Значи простор, многу мал дел во просторот кој е бесконечно сакривен сам во себе и има една многу добра како се вика изрека што е сингуларитет. Сингуларитет го измислиле научници за да можат да се објаснат нешто. Не, него да можат на многу љубезен начин да кажат појма немаме што. Појма немаме. А тоа го кажа овој Мичио Како. Да ба. Многу генијално и многу искрено. Многу искрено, да. Сингуларитет, затоа што таму важат параметри, нешто што се нарекува бесконечно. Секој математичар и секој физичар кој ќе слушнат бесконечно, глава му се, коса му се дига на глава. Тоа се параметри кои не работат во физика и баш физичари и математичари не сакаат да работат многу со тие параметри. Појдете од тоа да треба нешто да поделите со нула или со бесконечно и ќе видите како ви се криви математиката. Океј, по тебе, постои ли реално објект? Не. Таму не. Значи нема објект. Па затоа ви кажам, значи до хоризонтот на настани. Тоа е од црното, тоа што го гледаме црното е хоризонт на настани. Ова се две црни дупки во мерджинг, така наречен, кои ротираат едно околу друга, а ова можеме да видиме како они дисторзираат целиот простор од позади. Леќа, буквално како леќа ги криват. И така ние ги детектираме. Овие не се детектира така, овие не сме, ја колку што знам не е детектирано. Ова не е површина. Ова не е солидна и цврста површина. Ова е нешто што Да. Црната дупка е, како се вика, нешто што би било натре, а ние само ова е како манифестација на простор, значи, ај само кочија сликата, кој може за секунда. Ова кој што е црното, околу знаеме, нашата физика и наша математика функционира надвор. Све ова разбираме од оваму наваму. Ова што е натре, нашата математика и наша физика немаат појма што. Како тогаш ги проценуваме колкава маса има? Тоа заради тоа што имат меѓудесие со околна материја. Спрема гравитацијата и гравитацијските бранови. Ние гравитацијските бранови ги детектиравме токму од ваков мрџинг на две црни дупки. Зошто ни требаше две црни дупки за да ги детектираме и какво значение тие има? Тогаш мораше да се случи експлозија, значи да се случи судар на тие две црни дупки, за да се дисторзира тој. Сега, може да е интересно за гледачите да објасниме што е тоа простор-време. Тоа е многу битно. Простор? Простор-време. Простор-време. Ама не простор и време, него замислите како збор простор-време. Тоа во нашиот обичен јазик тоа не постои. Ама тоа е целата суштина на како се вика, значи најштина на тоа. Посебност простор, посебно време не. Туку простор-време како едно, како заедно. Како заедно. Простор-време. Да видам што ќе ми даде. Дај само некој видео да видиме пошто ќе. Океј, говори ти. Не го имаш спејстајано. Сега. Вака. Значи, не ќе да те навлечам бидејќи стварно требаше да се мрднеме ако идевме во сингуларитетот. Трето мислим дека тоа. Иди само негде кај што има дале. Тука скочи. Значи вака, овде е представено како што сега гледаме простор, ама во две димензии. Значи имате какова нашата маса, замислите како шаховско поле вака израфирана и тука нема никаква маса. Оној момент кој ќе додадете маса во некое поле, тоа простор време се дисторзира. Еве го. Малку врати. Гледате. Тоа простор време се дисторзира. Меѓутоа вие се работи за дводимензионален простор. Ние не живееме во две димензии, ние живееме во три димензии. И тој нашиот тродимензионален простор
и време, така речен прелазиме простор-време, кој ќе додадат и објект се дисторзира. И затоа ние живееме овдека на нашата површина, на нашата планета Земја, во едно простор-време, а космонаути што кружат околу нас живеат во едно друго простор-време. Значи, ако се доближиш до Они црна живеат дупка, малце поспоро. до црна дупка, времето поинаку ќе тече и за мене и за тој. Да. Значи, тезите и теориите кои се во Интерстелар се прилично научно и Да, математички да. подкрепени, дека не знам колку години ќе поминат во Што си близина на поблиску до некој си многу голем извор на маса, тоест на гравитација, тебе времето побавно ти тече. Треба да тече, да. Тоа е тоа. Велат дека во еден даден момент, вика, паѓањето во црна дупка не може да трае, вика. Ако ти го наблюдуваш тој во еден момент се замрзнува Да, и ти го па гледаш. тоа е многу интересен експеримент, Али дали, експеримент. а што се случува реално со тебе, тоа никој не може да го знае, дали ти се шпагетифираш, дали шпагетификација се вика и процесот. шпагетификација или остануваш замрзнат во простор и време. Па тоа е она, сега знам дека е малце тешко, ма нека се обидат Ако? значите што не слушат. Закривувањето на тој простор го истега како простор, така го истега и времето. И времето. Значи Затоа- времето настанува дисторзија во самото Дисторзија време. во времето. И сега, постои така наречен, тоа е чувениот мисловен експеримент, ако имате космонаут А во вселенски брод, кој го праќа космонаутот Б во црната дупка. Сега, овој космонаутот што иде космонаутот Б кон црна дупка, има на себе батериска лампа која трепери на секоја секунда, пушта импулс, бел импулс, данг, 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 данг на секоја секунда. Сега, овој космонаут А, го гледа космонаут Б како се доближува кон црната дупка, тој импулс останува се поспор и поспор и се поместува поцрвен. во така наречен црвениот дел од спектар, затоа што светлината што доаѓа таму исто така се растега. Еве и овде вели. И овдека самото вели. Времето и просторот не можат одделно да се гледа. Да. Нема простор без време, нема време без Тоа е простор. од Ајнштајн навам. Значи, од Ајнштајн навам. Тоа е суштината на теоријата на релативност. Да. И теорија на гравитација, пример, ние сите денеска збориме постои четири сили: гравитацијска, електромагнетна, слаба, јака, многојадна сила. Све е тоа е. Меѓутоа, само гравитацијска сила денеска се разгледува како не како сила, него како манифестација на простор-време. Баш така, затоа што ние до денеска тешко, ја мислам дека уште ќе се открие тој гравитон, него дека баш така. Ево гледате, сонце околу себе толку закривува што ние буквално ротираме по тој закривен простор, по таа инката што ја прави. Што значи ако ти идам во сателит како во Соларис да го наблюдувам сонцето, кога ќе се вратам, вие живи нема да бидете после 20 години да речеме. Бидејќи мене времето ќе ми дисторзира многу побавно ќе ми тече него ли вам на земјата. Не, вие што патувате за вас и чука нонстоп како што е ова. Нормално си е моето време. Вие Него што сте кога во ќе брод, се вратам, кога ќе се вратите, за нас што ве наблюдуваме, гледат. Тоа е она што ви кажав, не е баш просто, тоа се различни референтни системи. Значи имате во Њутнова физика, јас сум референтен, еден референтен систем, нели че има тоа X, Y, Z, вие сте друга и тука времето е врзано со просторот. Не е врзано со просторот. Јас стојам, вие се движите, ја ви мерим брзина и тоа ќе. Во Њутнова физика, кој тоа е релативистички брзини кои ќе почнете да се движите, веќе почнува времето да си зема својата улога во целата приказна. И затоа нели ние делиме физика до Ајнштајн и физика после Ајнштајн. Не дека Њутнова физика не е точна, меѓутоа ова е попрецизна. Радан, астрономијата велиш технолошки се подобрува, но овдека се покажа дека е многу битна и компјутерската. Значи нема веќе аналогно наблюдување ако ти немаш добар алгоритам, софтвер и компјутерска моќ кој треба да ти го минатиот век до денеска обработи више тоа. ништо без компјутери нема. Предпоставувам дека сега следното ќе биде што е можно подобри и подобри фотографии од сева ова да се добие. Подобри фотографии, подобри модели и да видиме начин на кој можеме да исползуваме информација од нив да ги примениме во општ живот. Како поминавте на предавањето за црнава дупка што го имавте пред некој ден? Одлично, да ви кажам. Тоа беше во рамките на скопските на предавањата Ова беше предавање кое беше предизвикано од овој настан. од овој настан. И ние решивме, пошто имаше така, мислам дека секојаш има интерес вака, направивме овој модел што го гледавме нели тука со таа хартија и тоа. Кире дечко што предаваше, фино го направи моделот. Имавме негде си слободно процека, околу 200 луѓе беа во амфитеатарот.
презадоволни сме. Имаше многу убави прашања, предавање траеше некој си можда помалку од сат, ама затоа имавме можда више од пола сат имавме дискусија. И така, беше многу интересно, имаше луѓе кои така постојат некои интересни прашања и така. Едноставно Да некој не знаевме одговор. така, но може да се заклучи дека после веќе колку 15-20 години овие основен курс и овие ваши предавања кои ги вршите, дека генерацииве се пописмени, пообразувани и поинформирани за наука и астрономија. Живееме во информатичко време сега. Информации ви се достапни, само треба да ги побарате. Да ги земете, да сакате да ги побарате. Дали скептиците доаѓаат да се Не толку. Мора да признам дека дали ние зрачиме кои ќе не приметат нас како што сме обично така самоуверени? Па не само самоуверени, него онака сме доста, мора да кажем дека сме нетолерантни кон таква некои теории на заговори. Луѓе во масе имат некој си така не ќе не помириса дека сме така дали не избегнуваат, ама понекогаш ќе се дрзне така некој. Така. Сега завршува основниот курс. Завршивме, утре доделуваме дипломи на тие што положија. Честите. Имаше стварно неколку девојчиња, три девојчиња беа најдобри. И од нив едно девојче е основно училиште. Навистина. И ме запрепасти. И јас си земав за обрска да ги прегледувам тестовите на тие помалите што беа и девојче гледав тестот и си викам, вау, онака mind blowing. Математичар? Не. Прилично добро, бидејќи во немаше, нашиот тест нема задача, чисто теорија. Теорија. Ова е основен курс по астрономија, нема решавање задачи, меѓутоа тоа што сме го предавале на курсот, одлично. Сум презадоволен. Но и покрај тоа, ја ви честитам, пред некоја година направивте серија предавања во врска со разбивање на митовите за теориите на заговор, што е многу фер, бидејќи го правиме исто мислам. Да, барем 2 или 3 што ќе биде интересно, например, бидејќи многу го почитувам. Знаеш, кога науката, ако се однесува арогантно, вика, ама тоа е докажано, не ќе да разговарам, мислам дека можеби на заблудени луѓе треба да бидеме тие што знаат повеќе, треба да бидат малце потолерантни кон заблуде и да се обидат да објаснат. Ние се обидиме, што до нас ние ќе се обидиме да кажеме, меѓутоа значи, кога ќе бидат дека луѓе што не сака да имаат луѓе што не сака да веруваат. Тоа е. Тука апсолутно и ја не сакам ни да се расправам со нив. Сега. Тоа е одамна. Така, бидејќи луѓе запомни го ова, Радан. Луѓето не сакаат да дознаат вистина, луѓето сакаат да се во право. Не само не сакаат да се држат за авторитети, што е многу побитно. Но има една многу интересна приказна, ако имаме време само да би ја покажал, тоа се работи за Галилео Галилеј. Галилео Галилеј во своето време, денеска во денешна гледна точка, он е научна големина, да не речем родоначалник на модерната физика, може да се каже, или на експериментална физика е Галилео Галилеј. Во своето време он бил доста неугледан професор, не толку ценет и во тоа време била важила така речена Аристотелова физика, каде што физиката се сметала за тоа дека ја ќе седам во една масичка, ќе размислам за природни појави, ќе доаѓам до некакви заклучоци, тоа ќе го представувам како авторитет и ќе ви го продавам. Еден од најпростите експерименти, тоа сигурно се сеќаваат учениците сите што учеле физика, е за така речен кој ќе фрлите две различни камиња, мал камен и голем камен од кривата кула во Пиза, кој камен ќе падне? Исто паѓа. Да паѓа. И сега по Аристотел он човек размислувал и дошол до заклучок што има како баците било каков камен, ова што е полесен ќе падне побрзо, од ова што е помасивен. Така му било за размислување. И тоа важело. Се учело луѓето, учени луѓе учеле у школи. И на едно предавање дошле, како се вика, тие Галилееви ученици, кои видел експеримент, кој Галилеј им покажал дека не е тоа така, и дошле у колизија со овие Аристотелови ученици, кои ги смејувале овие Галилееви ученици, и скажа, окей, ајде да направиме кладба, ќе одиме да ја фрлиме камен од некоја зграда, земите вие камења да не мислите дека ние правиме некои си удрими со камења, дека нешто криеме. И овие дечки да им дала, имате полесен камен, да кажем, камен од кило и камен од 5 кило. И сега по некоја логика, овој што е камен од 5 кила, би требало да падне 5 пати побрзо од кило.
Меѓутоа, во физика тоа така не функционира. Направиш експерименти кои ќе ги фрлиш камен од кило и од 5 кила, од која и да е височина, ќе паднат речиси исто време. Од момент кога овие што се Аристотелови, кои како се следбеници го виделе експериментот, јако го виделе со своји очи, не можеле да го видат со своите мисли. И они понатаму останале на тоа, нашиот професор Аристотел, нашиот семоќен учител од Аристотел кажал вака, и тоа така, тоа што сме го виделе, тоа не важи ништо. Тоа интерес е тоа така. Завршам. Се надевам ќе имаме некоја друга прилика за нешто интересно вака да не се вака дај Боже никад не открива тој вакви работи. А ти си добре дојден и вистинско задоволство е да се бидејќи стварно се поднаучува со овие работи. А сосема за крај за перцепцијата и теориите на заговор. Ќе ти кажам уште подобар пример. Тоа е кога Колумбо, и така ќе завршам. Колумбо пристигнал во Америка и ја открил Америка, мислејќи дека е стигнал во Индија, и кога ги видел домородците, се обидувал да се објаснат, они го прашале како дошол. Он се објаснувале, им објаснил дека дошол преку вода. Како вика вода? Па имам брод. Што е тоа? Па дојдете да видите. Дошле на брегот и биле трите брода, или Санта Марија, Пинта и Ниња. Индијанците стоеле, гледале и не можеле да ги видат бродовите. Затоа што во нивниот концепт немало ништо што е слично. Дури кога се качиле, они успеале да му ја забележат формата и да го исперцепираат во нивниот видеокруг. Ниеден друг индијанец, се додека не се качил, не можел да го види. Ова е фасцинација како човековиот ум делува вис верса верувањето, неверувањето и теориите на заговор. Има тоа баш интересна приказна врска со оваа дупка за да се избегне тоа. Имаме математички модел, сега ќе направиме, сега можда малку ќе наштелуваме резултатите, па ќе биде вака, па ќе за да не биде тоа така, резултатите се дадени на 4 независни тима. Изволите податоци, имаш ти што ги имаш податоци, имам и ја податоци. Джабе. Правиме слика и да видиме дали некој од нас нешто ќе штелое. Кога ставиле сите 4 добри исти слика. Што значи дека се работи за вистински податоци. Но тој што не сака да поверува, затворен ум и крај џабе објаснуваме. Но наше е да направиме за сите, па кој прифати, добре дошол. Велком реклам, Радан, поздрав до тебе, поздрав до сите членови на Скопското астрономско друштво и продолжете со добра работа. Стојам на располагање и натаму и ви благодарам за сите овие објаснувања. Од името на сите. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.